Ќе одржам едно предавање кое што има чуден наслов, наслов политика. Зошто така? Деновиве примевме некои забелешки и јас и брат Борче да не спомнуваме политички работи од катедра или политика и така натаму. Во принцип таа забелешка е на место, во принцип, но не за конкретните примери кои што може да бидат посочени. И јас сакам само да посочам, и тоа не се однесува само на катедра, туку и во нашиот секојдневен разговор со други луѓе. Принципот, значи, на забелешката беше да не ги соблазниме другите луѓе со некои наши политички ставови, лични, ако тие луѓе треба да ги придобиеме за Христа, за спасение. Заверете ме сега да не го соблазнам, да не го одбијам со некој мој политички став, ако неговиот или неизиниот политички став е спротивен или не се согласува со мојот и така натаму. Добро, тоа е сега добар пример. Јас сакав денес да споменам некои примери кога и што конкретно, значи не треба да се, ако го имаме тоа како принцип, што конкретно е политика и не треба да се кажува, ниту од катедра, иако лично може да си го имам тој став. Па еве веднаш да кажам дека кога беше скоро, дали мината сабота беше, јас кажав еден мој личен став, дека и двајцава кандидати се, за било кого да гласате за Сорос. Значи, јас се извинувам што го кажав од катедра тој став, бидејќи колку и да сум убеден дека е тоа така, сепак е тоа мој политички став. Тоа не е нешто што требаше да го кажам од ова место. Но, еве Раде спомена еден друг пример. Дали кога зборуваме за папата, дали не треба да зборуваме за папата, затоа што е тоа политика? Така, значи, на овој принцип постојат строги граници, кои што ќе ги видиме и на некои други примери, бидејќи имаме работа со Светото Писмо, кој што содржи многу историја, како прво, така. Пример споменавте, еви сега на пуката споменавте Давид со многу жени или така како, или Јаков, или Соломон. Може ли некој да ви обвини? Има ли некој право да ме обвини? Абе, што зборите против Давид, против царот? Имал многу жени. Како смеете да зборите? Има право некој да ви рече дека тоа е политика? Ако тоа го кажете. Или да го обвини. Но мене ми е мило што е интересна тема, што не е задодевна. Само малко да се воздржиме. Библијата ни зборува за библиски пророштва, не само за историја, на некои што биле дури во Божијата држава, во теократијата, што биле водачи, со сите нивни мани и гревови, туку ни зборува и за библиски пророштва, конкретно за првиот и за вториот звер. Дали ако зборуваме за тие библиски пророштва и ако ги наведуваме исполнувањата во денешно време на сето она што Библијата го кажува за првиот и за вториот звер, значи дека зборуваме политика и дека не треба да зборуваме за тоа. Се разбира, не. Значи, на тоа, бидејќи тука не станува збор за мој лично мислење за некое политичко прашање, туку станува збор за Божијата реч. Станува збор за апсолутна вистина. Токму така. И тоа е еден многу важен принцип кој што треба да го разбереме. Ја би сакал на почеток да отвориме во Откровение 13 глава и да прочитам еден дел од стихот, ај може би и целиот стих,
во врска со вториот звер, значи 14 стих, Откровение. Да. Покрај другите карактеристики што веќе се наведени за вториот звер, почнувајќи од 11 стих, па дури и чуда правеше, па оган симнуваше од небото на земјата, и така натаму. 14 стих вели и ги мамеше земните жители. Ги мамеше. Константинов вели така? Ги заведуваше. Ги лажеше, со други збори. Значи, покрај другите карактеристики, овде вели дека ги мамеше со чудата што му беа дадени да ги врши, велејќи им на земните жители да му направат, овој превод вели, биста на зверот. Многу лошо преведено. Да направат икона на зверот, на првиот звер, кој имаше рана од меч и остана жив. Битното е ова. Вториот звер е представен како измамничка сила. Измамничка сила. И сега, значи вториот звер ги лаже жителите на земјата. На кој начин ги лаже жителите на земјата? Како може една власт да ги лаже жителите на целата земја? Конкретно во наше време, се разбира политика, преку медиумите, точно, преку медиумите. Значи, некогаш било печатени медиуми, сега имаме секакви, преку медиумите само. Значи, ако живеевте во времето на Соломон или во времето на Султанот, малку поблиско, како обичен, и тоа не во Истанбул, него еве тука некаде, да речеме, многу немаше да знаете што се случува. Ниту со животот на Султанот, ниту со овој или оној паша и така натаму. Во времето кога немало медиуми. Меѓутоа, денес, такво е општественото уредување, кога зверот ги мами луѓето, прво со тоа, што им сугерира дека наводно тие, обичниот народ, има право на избор што се однесува до политичката власт. И тоа е оно што се нарекува демократија. Самиот поем демократија во последниве 250 години, бидејќи вториот звер го има воведено тој поем во модернава епоха, е измамнички израз. Вие, граѓаните, не ја бирате власта, која што управува со земја. Уште полошо, ако вие, ова се ако кажам како општ принцип, ако вие го кажувате само вашето мислење за тоа кој сметате дека треба да биде на власт, да речеме при гласање, не значи дека власта е во ваши раце. Не значи дека вие владеете, народот владее. Тоа е будалаштина. Народот не може да владее, народот е поданик на некоја власт. Не може народот да владее. Со кого владее? Со глувците? Со животните? Треба да има некој подчинет, некој да е поданик, за да некој друг владее. Што мислите кога откровението, затоа вам демократијата е измамнички поим. Полесно се владее со народот, ако го убедиш дека он одлучува. Иако барем последните 4 години во нашата земја е класичен пример, без да се труди, веќе не се ни труди вториот звер да се крие, дека он ја постави власта, а не народ.
дека сите влади на повеќето земји во светот се всушност треба да се викаат слугерани, не влади, пошто не владеат, туку се слуги чии? Слуги на они што владее наместо нив, на нивните шефови. Според Библијата, кој е владетел, господар на овој свет? Кнезот на овој свет, сатаната е наречен така во Ефесијаните. Поднебесните духови на злобата. Едно друго место. Кога вели таму во Ефесијаните исто, а нашата борба не е, значи борбата на христијанинот, не е против телото и крвта, значи не е против други луѓе, туку против кого? Да, кои што се поднебесните духови на злобата или пакоста, како што вели еден друг превод. Но, пред тоа ги нарекува со властите и началствата. Кого нарекува така апостол Павле? Нив ги нарекува, духовите ги нарекува така. Сатаната и неговите демони ги нарекува така. Зошто? Бидејќи секој владетел на оваа земја не е всушност владетел, туку е слуга на некој поголем од него. Например, овие слуги овдека, на што седат во зградата на Централниот комитет, чии слуги се? Не само овие. И оние пред тоа што седеа во таа зграда се слуги на истиот газда. Тие се слуги на вториот звер. На оној чија што зграда е повисока преку Вардар од зградата на Централниот комитет. Зошто е тоа така? Случајно побара вториот звер таму да го изгради оперативниот штаб на ЦИА за цел Балкан, наречен Американска амбасада. Случајно таму побрал. Случајно побрал таму, на Кале да биде. Кај ви не ви спатој, не се гледа кајте. Го гледате од тука, ја гледате од тука вилата. Ама како се гледа она таму, а? Од било каде од центар. Веројатно не знаеме како. Вториот звер сака да покаже не само тука, на сите балкански народи, сака да покаже кој е газда. Меѓутоа конкретниот амбасадор или амбасадорка или некој трет род не е тој газдата. Тој е слуга на некој повисок од него. Тој што е повисок од него е слуга на некој повисок од него и така по мафијашки принцип до каде оди врвот на пирамидата. Оди до тие 13 души, кои што и тие се слуги на Сатана, на поднебесните духови на злобата. Ете како која има власта во светот, а не кобајаги народот. Да прочитаме еден друг стих, сакам, од Откровението. Откровение 20 глава, каде што се споменува. Значи, ова само да се подсетиме за тоа со кого всушност имаме работа, кога е политиката во прашање, и глобалната, светската, па за многу што и домашната политика. За оние што не знаеле до сега, или за оние што мислеат дека власта ја избира народот.
Во Откровение 20 глава запишени се следниве славни зборови. Откровение 20 глава, 6 стих. Блажен и свет е кој? Ова е предимство што може да го имате сите вие. Блажен и свет е оној кој има дел во што? Во првото воскресение. Над нив втората смрт нема власт. А што се кажува понатаму? А ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат со него 1000 години. На што не подсетува ова? Последен пат, кога зборував за Божјата држава, за теократијата, зборувавме за тоа. Што значи царство на свештеници? Еве го тоа и по второто Христово доаѓање. Оние што имаат дел во првото воскресение и над кои што втората смрт нема власт, тие ќе бидат свештеници на Бога, се кажува. Значи, прво што се кажува свештеници. Оно што повеќе е истакнато во личноста на Мелхиседек. Мелхиседек, чие име значи цар свештеник, така од еврејски, беше цар салимски. Меѓутоа, не е тоа што го истакнува, беше и цар и свештеник. Повеќе го истакнува тоа што дека бил свештеник на Севишниот Бог. И кога читавме таму во Бити 14 глава, по Аврамовата победа над месопотамските цареви, што направи Мелхиседек? Видите, таму Авраам со таа своја победа му направил услуга и на Содомскиот цар. Содомјаните примиле благослов од верата на Авраам. Бидејќи кога Авраам ги победил тие цареви за да си го поврати внукот свој, Лот и неговиот имот, тој им направил услуга на сите други што беа оштетени од тие цареви, од нивната инвазија предходно. Содомјаните беа спасени од еден верен и праведен човек, Авраам. Но содомјаните како завршија знаеме. Содомјаните не беа спасени, меѓутоа не ја примиле верата на Авраам, не се покајале за своите дела и изгореа во огнот и сулфурот што Господ подоцна им го прати. Овие што имаат дел во првото воскресение ќе бидат свештеници на Бога и ќе царуваат, значи не само свештеници, ќе царуваат, ќе бидат и цареви. Колку славни називи. Ова може да биде секој еден од вас. Свештеници и ќе царуваат со него 1000 години. Ќе царувате со Христа 1000 години. Зошто ќе царувате 1000 години? Над кого ќе царувате? Што велиме дека власта е власта над некого. Над кого ќе царувате? Предходно, ако се вратиме во 20 глава 4 стих, и видов престоли и седнати на нив, на кои им беше дадено да судат. Еве над кого ќе царувате. Вам ќе ви биде дадена власт. Ама вистинска власт, не како сега што ја немате власта. А ве лажат дека наводно имате. Секој 4 или 5 години. Кога Господ ќе ви даде вистинска власт,
ќе можете да судите. Јас кога денес би имал власт, ја немам, се разбира. Не само јас што ја немам. Еве пример, Груевски ја немаше. Пред 4 години. Како може да ти дојде некој што тврди дека има снимки од странски разузнавачки служби, значи ти тврди дека направил кривично дело против сопствената држава, и ти да го пуштиш да си отиде низ врата. Значи немаш власт. Немаш власт. Знаете што ќе се случише во СРМ, да не споменувам некоја посилна држава. Знаете што ќе се случише 88 година во СРМ, ако некој направеше така? Кога му го поставив ова прашање на брат Јовица, тој рече, таквиот немаше да биде уапсен или со лисици однесен некаде, туку ќе го зграбаја удбашите и ќе го снемаше потоа. За век и веков. Така се изразил. Се врши притисок врз Орбан, се врши, не се повлекува. Се врши притисок врз Ердоган, се врши. Меѓутоа, Груевски се повлече. Значи, некој пружа отпор, ќе видиме до кога, некој веднаш се повлекува. И тоа имаме примери такви во многу други земји во светот. Јас немам денес власт и тоа се гледа по тоа што не можам да им судам на криминалците од ова или од претходната или од било која влада. Не можам јас да им судам кога го кршат и го газат уставот и законите. Би сакал да ви представам еден пример со цитатот. Може да го видиме цитатот? Или што? Го исклучи? Го исклучи? Добро. Па ја би сакал. Ја би сакал. Се сеќавате додека го видиме цитатот, да споменам нешто друго. Библијата и духот на пророштвото воопшто не повикуваат да ги почитуваме земските власти, така. Ако да не читаме сега, пример, Римјаните 13 глава, првите стихови, секоја душа да биде покорна на земските власти и така натаму. Дали овој принцип, што го читаме, го наоѓаме во Библијата, има граница до кога се почитува? Да. Во денешно време, тоа значи да бидам послушен на уставот и законите на мојата држава. Во земјата во која што живеам, така. Чии што граѓанин сум, како сакате речете. Тоа не значи дека треба да бидете послушни на секој криминалец од локална или од централна власт, кој што ќе ви наметнува да постапувате според негова волја. Пример како што Војо Михайловски од позиција на министер, да, ја приселуваше Олгица да направи беззаконие. Значи, да бидеш послушен на власт, а не че да го слушам што ќе ми каже некој што е на власт, туку да бидам да ги почитувам уставот и законите на мојата земја. Значи, ако требам ќе се спротивставам, ако е тоа според уставот и законите. Значи, принципот не значи слугеранство, свитка на кичма, туку значи послушност на уставот и на законот на твојата земја. Тоа е принципот кој што Библијата го
го налага. Но и тоа има своја граница. До кога да бидеш послушна на уставот и законите на твојата земја? Додека тие закони што ги носат во земските собранија не дојдат во спротивност со повисокиот закон, како што се изразува Елена Вајд, што Господ го изрече од гората Синај. Додека тие закони не се спротивстават на Божиот закон. Тогаш која е нашата должност? Ако сме верници, која е нашата должност? Ако земскиот закон, државниот закон се коси, се спротивставува со Божиот закон. Господ рече, дајте му го царевото на царот, ама Божиото на Бога. И сега што правиме ако царот заповеда нешто што е спротивно на Божијата волја? И Евденаго, или сите христијани од првите 3 века, значи се почитува повисоката власт, а тоа е Господ, највисоката власт. Се почитува Божиот закон. И споменативе примери и од Библијата, и од раното христијанство, и сите маченици, и ден денес имаме маченици за верата. Сите тие, заради Христа, заради Божиот закон, конечно и жигот на зверот, ќе биде прашање на послушност. Кому? На Божиот закон или на земските закони? Сега, во врска со ова, би сакал да, и тука ќе завршам, да пренесам едно, сметам дека тоа ми е должност да го кажам од ова место. Значи, не само што нема да се огрешам со политика, не само што нема да кажувам политика, кој ќе го кажам следното предупредување, туку сметам дека ми е должност да го кажам. Но за тоа малку подоцна. Го читате ли добро овој цитат? Овој цитат е од книгата на Вагнер Христос е неговата праведност. И имав прочитана ова книга, не се сеќавам колку пати, мислам најмалку 2 пати сигурно, пред да ја преведувам. Кога дојдов до ова место, многу се воодушевив, истовремено и многу се изнервирав, затоа што ова што тука се кажува, ми текна на еден одвратен пример од нашава власт, за оно што Вагнер тука го кажува. Видите што кажува. Законот, прво, за да видите кој е контекстот. Контекстот е Римјаните 3.20. Да отвориме таму. Тоа е во претходниот пасус, пред да почне овој цитат. Да отвориме послание до Римјаните 3 глава, 20 стих. Само за да го забележите контекстот. Познатите зборови на апостол Павле, зашто преку делата на законот пред него нема да биде оправдан никој, бидејќи преку законот се познава гревот. Апостол Павле тврди дека законот нема да оправда никого, бидејќи преку законот се познава гревот. Зошто го кажува тоа Павле? Зошто никој нема, или ниедно тело, во други преводи, зошто никој нема да биде оправдан од законот, од Божиот закон? Зошто ниту еден човек на оваа планета не може да биде оправдан од законот? Затоа што сите сгреши, сите го прекршија тој закон и законот не може да ве оправда. Сите кои што го прекршија Божиот закон, законот може само да ги осуди, не може никако да ве оправда. Законот би оправдал само оној, некого кој што совршено го одржал
Само тој би можел да биде оправдан од законот, а тоа на оваа земја бил само Исус Христос. Сега да видиме што кажува Вагнер. Законот, бидејќи е свет, праведен и добар, не може да го оправда грешникот. Затоа што законот е свет, праведен и добар, не може да го оправда грешникот. Зашто грешникот е каков? Грешникот е несвет, неправеден и лош. Спротивно на тоа. Внимавајте сега. Со други зборови, еден праведен закон не може да прогласи за невин некого кој истиот го престапува. Се согласувате со ова? Ако законот е праведен, ако некоја власт е праведна, ако судијата е праведен, дали може да прогласи за невин некој што извршил престап? Не. Ако е праведен тој закон и таа власт, и тој суд, нема да ослободи грешници, односно злосторници, или да ги прогласи за невини. Да. Законот кој што би го оправдал грешникот би бил еден грешен закон. Законот не треба да се презира затоа што не може да го оправда грешникот, а таа грешка ја прават протестантите. Протестантите наместо да ја видат тука во ова дека законот не може да те оправда, наместо во тоа да ја видат големината на законот, светоста на законот, праведноста на законот, тие мислат, законот е небитен, законот е укинат и слични заблуди. Законот не треба да се презира затоа што не може да го оправда грешникот. Напротив, тој треба да биде ценет заради тоа. Не, какви закони сакате да имате во вашите држави? Праведни или неправедни? Какви власти сакате да имате? Праведни или неправедни? Какви судии сакате да имате? Праведни или неправедни? Сакате да имате власт која што ќе убие малолетни деца и потоа власта ќе ги ослободи тие злосторници заради некој политички дил? Законот не треба да се презира затоа што не може да го оправда грешникот, напротив, тој треба да биде ценет заради тоа. Фактот што законот нема да ги прогласи грешниците са праведни, што нема да каже дека луѓето го држале кога тие го прекршиле, е сам по себе доволен доказ дека тој е добар. Луѓето ценат некорумпирани судии, такви кои не може да бидат подкупени и кои нема да го прогласат виновникот за невин, како што прават балканскиве политичари. Значи, ние не сакаме балкански политичари, не сакаме слуги на зверот, не сакаме корумпирани судии. Зошто? Затоа што сакаме праведни закони. И праведни извршители на тој закон. Не сакаме неправедни. И потоа вели, последната реченица, сосем сигурно, тие треба да го величаат Божиот закон, кој што нема да сведочи лажно. А токму тоа не го прават повеќето христијани. Повеќето христијани го отфрлаат и го презираат законот, затоа што законот не може да ги оправда. Па баш затоа што не може да оправда законот, треба да се велича, значи тоа е праведен закон. Не може да оправда што ти си грешникот, во тебе е грешката, а не во законот. Не може законот да биде укинат, бидејќи грешката не бил во него, грешката не била во него, туку грешката е во грешникот. Законот е свет, праведен и добар, и затоа што е таков, законот не може да ме оправда мене, кој што сум несвет, неправеден и лош. Затоа единствена можност за оправдание имаме само во Исуса Христа. Оној кој што совршено го одржал законот. Оној кој што може да ми ја препише на мене таа негова праведност. И која што праведност можем да ја примам, значи неговата, не мојата, преку вера во него. Сега,
Ако јас, држајќи проповед на тема оправдание со вера, го цитирам овој цитат и притоа споменам некоја власт, како пример ја земам само, како пример ја земам, без оглед која партија е на власт, или од која партија некој министер го прави тоа беззаконие, ако само го споменам како пример, тоа не дека зборувам политика. Тогаш не треба да ми се забележи, ако тоа го кажам. Значи, го споменам Војо Михайловски како пример на корумпиран министер, или далаверата, или сегашниве криминалци кои што ослободуваат убийци. Тоа не дека зборувам политика и дека некој можеби ќе се навреди, кој што можеби ја сака таа власт. Ја имам право да го кажам тоа, бидејќи кажувам пример кога на беззаконие. Пример на беззаконие. Не ме интересира од која партија е, но го кажувам пример на беззаконие. Затоа што во прашање е законот кој што е објективно мерило, а не моите политички ставови или мислења, или сугестии и така натаму. И сега ќе завршам со следново предупредување. Знаете, и порано сме кажувале, кога се во прашање избори, мислам на политички, не на овие вистински, што ги проучувавме во библиската pouка. Значи, кога се во прашање политичките избори, сме цитирале често, сме ги цитирале зборовите од Духот на пророштвото, дека кога се работи за гласање за човек, најсигурно е, да парафразирам сега, најсигурно е да не гласаме, затоа што не знаеме за кого гласаме. Така вели Елена Вајте. На овој принцип постојат исклучоци од овој принцип. И овој принцип не значи дека некој има право да ви кажува, било од катедра, било од било која позиција во црква, дали да гласате или да не гласате. Тука е само еден општ принцип, дека факт е дека ние не знаеме за кого гласаме, кога гласаме за луѓе, како општ принцип. Меѓутоа, постојат избори кои што имаат карактер на референдум, така да речем. Бидејќи референдумот е нешто, секој референдум, кога граѓаните се прашуваат за нешто, тогаш тоа е вистински избор. Тогаш на вистина сте прашани, вие граѓаните, и вие граѓаните може да придонесете со вашиот одговор на референдумското прашање, што и како да биде. Без оглед дали потоа власта ќе го почитува тоа, или нема да го почитува, важно, вие сте биле прашани и сте се изјаснили. Затоа јас секогаш повикував да се излекува на референдум. Но кога се разбуди сега за избор на луѓе, јас нема да ви кажам за кого да гласате. И немам такво право. Но сметам дека имам не право, туку должност. И од ова место, и приватно, и од било каде, да ги предупредам не само вас тука, сите христијани да ги предупредам во Македонија, да не гласаат за Стеван Пендаровски. Да не гласаат. Не велам гласајте за Гордана или за некој друг. Туку за него, ако сакавте за него да гласате, ве предупредувам да не гласате. Подобро е да не излезете на избори или да излезете и да го поништите гласачкото ливче и тоа ќе бидете сигурни, отколку Господ и вам да ви го припише гревот на сите содомски закони, што веќе почнаа да ги донесуваат. Меѓутоа, ајде, ова власт е со сила ставена, така да тоа може би
иако не може баш да се ослободат од одговорностите што гласаа. Но ајде, денес барем се знае дека ако гласате за некоја политичка опција, која што отворено најавува донесување на содомски закони, отворено најавува менување на институциите што Господ ги основал, како што семејството. А тоа значи менување на Божиот закон, бидејќи ако не смеете повеќе да ги потребувате термините мајка и татко, тогаш во јавност како треба да цитирате петата заповед? Значи не може да кажете петата заповед гласи почитувај го својот родител 1 и родител 2, како прво и тие изрази не се соодветни за содомјаните, бидејќи педерите не можат да родат. Значи, ниту родители не се. Зборот родител значи оној што родил. А без татко и мајка тоа не може. Се извинувам. Денес живееме во време кога, почнувајќи од педерска Калифорнија, христијаните и Библијата, Светото писмо, ќе доаѓаат на удар се повеќе и повеќе на земските закони. Само затоа што читате и проповедате Библија. А Библијата ќе биде прогласена за политички некоректна, неподобна книга, бидејќи ги осудува сите овие гревови, што зверот сака да ги наметне. И овој првиот што ќе дојде на 7 мај, и тој ги проповеда истите глупости. Тој проповеда и вера во Аллах, проповеда и дека и Луцифер е Бог, проповеда дека и содомјаните треба да се венчаваат и така натаму, и така натаму. Како што рековте пред една сабота, толку се денес пијанството од вавилонското вино денес е толку силно, што за денес може да кажеме дека Вавилон е мортус пијан. Значи, до дна, до даска пијани. Денес, значи, оно што не би го кажал некој папа ни пред 2-30 години, а да не зборуваме за порано, денес секакви глупости може да се кажат. Дури и од седнатиот на Светата столица. Секакви глупости. Па ако тој може да збори глупости, оној што седал на Светата столица, а овие што седат на несветите валкани столици, во Централниот комитет, тие сметаат дека може да прават секакви глупости и секакви злодела и да не одговараат пред ниту еден суд, Божем само пред вас ќе одговарале на избори. Оној што прави криминал треба да биде суден на суд, а не да го осудите со тоа што на избори ќе го смените. Колку е испревртена логиката која што се наметнува на денешните жители на земјата, кои што се мамени, со генерации се мамени од страна на вториот звер. И денес признаваат дека не биле на месечината, таа измама од пред 50 години, па сега нова измама. Сега ќе одиме на Марс, ќе одиме се. И нема потреба да зборуваме повеќе. Само Господ нека ни се смилува и нека ни биде на помош во ова време во кое што живееме. Деновите чии што денови се зли, да внимаваме дали и со нашиот глас, со нашиот јавен збор, не само од катедра, дали придонесуваме за победа на злото, за кочење на злото или за победа на праведноста. Нека му е фала и слава на Господа.